почитувани представници на медиумите, задоволство ми е и што денеска по втор пат се наоѓам овдека во капацитетите на ATS Ammunition, дел од групацијата на ATS, компанија која што навистина во време кога се соочуваме со сериозни предизвици да се задоволат потребите на војната индустрија, одговара многу сериозно и навистина со голем квалитет. Како што истакна и премиерот и вице-премиерот, оваа компанија веќе е регистрирана на НАТО пазарот и учествува на пазар кој е вреден повеќе од 5 милиарди евра. Она што ме радува и што можам да го споделам како податок е дека и останатите компании во Република Северна Македонија кои се занимаваат и со други дејности го зголемуваат интересот за регистрација на НАТО пазарот. Ако во 2021 година тоа беа само 8 компании, веќе до октомври 2023 година тој број е 18 само за една година или вкупно некаде околу 40 на компании кои го добиле тој НАТО код и може да учествуваат на НАТО пазарот. Особено што е важно за оваа компанија е дека Министерството за одбрана, се разбира и армијата, имаат исклучително позитивна соработка, користејќи ги се разбира производите кои оваа компанија ги произведува. И како што и премиерот кажа, во наредниот период ќе соработуваме во развојот и започетокот на производство на првиот македонски дрон. Оваа компанија во моментов произведува капацитетот со кој произведува е 120 милиони парчиња муниција, а следната година ќе го зголеми и ќе достигне 250 милиони парчиња муниција, со што ќе биде и една од најголемите, ако не и најголема компанија од ваков калибар во Југоисточна Европа. Вреди секоја поддршка која и Министерството за одбрана, меѓутоа и владата преку начините организирање на поддршка им ја дава и на оваа компанија, меѓутоа и на останатите компании од војната индустрија. Се разбира дека во наредниот период преку некои активности кои ги договоривме, ќе најдеме начин како таа поддршка да биде уште поголема, за да можеме да го гарантираме нивното производство, се разбира и да им помогнеме и понатаму во она што го прават.